Урнат зид на семејна куќа, искршено ветробранско стакло на автомобил, навреди и закани дека ќе бидат убиени. Две стари и тешко болни лица со ужаснување ја раскажуваат мачната приказна за тортурата која со години секојдневно ја преживуваат во својот роден Гостивар, и тоа директно од општинската власт, која, како што тврдат, напросто сака да ги избрека од доминантно албанското соседство. Неодамна на иницијатива од нивните соседи, а по наредба на градоначалникот Таравари, насилно и незаконски им бил урнат зид во внатрешноста на дворното место, со објаснување дека токму таму во нивниот двор мора да поминува улица. Жената се јавува, вика, дојди вамо, одека дошол, вика, инспектор, вика, ќе ни го руши зидот. Пошто таа била сама ја отрунала инспекторот, ние ќе рушиме. Како ќе рушиш без документ? Покажи документ. И некако успеала да го остави и си заминал. Тој ги рекол ќе дојдам неа пак. Најголемиот абсурд, вели Радичевски, е во тоа што зидот бил урнат во истиот момент додека Таравари му ветувал дека никој не смее ниту да помисли да интервенира врз неговиот приватен имот. Значи, одите вие Гостивар, вика, нема ни едно зрнце, вика, песок од зидот да ви се руши. И ми е расположено, излеговме, ајде се, рекол, жено, ќе одиме ни сврши градоначалникот работа. Сега чуеме во кола, идеме, што ќе ви, ја влагам овде во колаца, тоа одека све онадено, разрушено, искршено, ајде. Ова само што останало, од дрва, овие работи. Значи е копано до самиот темел и куќата е разнишена. Во одбрана својот дом и достоинство, Радичевски и неговата сопруга биле нападнати од бројна толпа луѓе, а полицијата, како и повеќе пати претходно, освен што прави записник, не презема ништо за да ги заштити овие луѓе од вандалското однесување на нивните соседи. Никој пат во животов не сум се чувствувала попонижено, понавредено, не знам, мислам, ова е вршење геноцид што го доживеале само маите. Така се чувствувам. Градоначалникот Таравари не одговара на нашите телефонски повици, а неговиот портпарол е на одмор. Од Канцеларијата за економски развој на Гостивар пак не одговорија дека зидот на Радичевски бил бесправно изграден на земјиште на општината и дека по неколку месечни молби тој самиот да го отстрани. Бил урнат од градежна фирма која се занимава со таква дејност. Ги негираат неговите наводи дека бил мета на напад и на закани на национална основа и велат дека напротив постојат докази дека токму тој ги навредува своите соседи. И покрај се Радичевски не се откажува. Бара да му се надокнади направената штета и вели дека ќе ја продолжи борбата за опстанок на родното огниште по секоја цена. Да.